Дејан, добре дојде назад во стројот. Како се чувствуваш? Дали си подготвен за овој мартовски маратон кој што следи, бидејќи во краток временски период Еврофарм Перистер игра битни надпревари во сите надпреварувања? Добро најдов, па добро се осеќам. Се враќам се од повредата. Малце поспоро одеше враќањето, но сепак добро е, не е ништо посериозно и ќе бидам спремен за наредните такмици. Надпреварот против Металопластика е прв нареден, немате многу време за подготовка. Збор два за карактеристиките на противникот. Во декември игравте во битола против српскиот тим. Па, како што знаете, немаме многу време да се спремаме за Металопластика, но сепак одиме на победа. Сигурно нема да биде една лесна утакмица. Металопластика е одлична екипа, ќе биде тешко да се дојде до победа, но како што кажав, одиме ние на победа, ќе се спремаме колку што имаме време и тоа е тоа. Многу брзо подоцна доаѓаат предизвиците наречени Магдебург и Вардар. Колку екипата е подготвена за ваков вид на тестови? Па, мислам дека сме добро спремни. Се враќаме полека во ритам, се враќаат играчите од репрезентација. Одиме на сите стегне на победа, па што ќе биде, ќе биде. Господине Бабич, седи еден маратон на надпревари во сите надпреварувања. Прв од надпреварите кои што седат е дуелот со Металопластика во Шабац. Немате многу време за подготовка, но така ќе биде практично цел овој период, бидејќи на секои 2-3 дена седува надпревар, гостување, надпревар. Dobar den. Rekli ste dobro. Mi smo si malo samo zagorčali taj raspored jer nastavljamo igrati u Europi, pa imamo još utakmica za igrati i zbog toga naravno počela je SEHA liga, domaće prvenstvo, igra se mnogo utakmica, mnogo se putuje i samim tim je već malo drugačije nego što je bilo u prijašnjim godinama. Međutim, možemo to gledati kao izazovno i naravno da ja kao trener moram biti bolji nego što sam bio prije i da napravim dobar plan, prije svega rotacija u igri, jednu dobru strategiju i da rasporedimo kvalitetno snage za sve ono što nas očekuje, a očekuje nas jako puno utakmica i u 3. mjesecu i u 4. Најнапред Металопластика. Ја знаете од декемврискиот дуел во Битола, даде силен отпор и дури во последните 10 минути беше скршен. Pa sjećam se jako dobro te utakmice zato što je za nas bila jako teška, jako izazovna, bila je zadnja u tom dijelu prvenstva i naravno da je bilo jedno psihološko opterećenje na igrače koji su sigurno već bili krenuli svojim kućama i ja s njima naravno. Tako da imali smo jednu jako tešku utakmicu, gubili smo prvo polovrijeme, u drugom polovremenu smo polako malo hvatali jedan bolji, prije svega defanzivan ritam, da bi na kraju uz par individualnih djelovanja određenih igrača stvorili prednost i završili utakmicu koja je stvarno bila zahtjevna i po meni dosta kvalitetna.